Затоа што таа слабост, навидум својата машкост, да бидам маж пред жената, го води кон поход, кон што поголеми пари, што подобра кола и така натаму. Зашто? За да може да ги задоволи измислените општествени вредности, кои што потекнале од некои неуки луѓе, потекнале од некои безбожни луѓе кои што живееле во општеството, и така луѓето се залажуваат не размислувајќи дали е ова правилно воопшто, што јас го размислувам како став. Кога сме веќе кај тоа, затоа човекот треба да чита духовни книги за да ја спознае вистината на животот, за да не биде роб на овој материјалистички начин на живот. Значи, за да може да стигне до тој степен на одврзување и духовна слобода, тој мора прво да почне да инвестира во себе, да чита. Значи, да се одврзе од пари, од пријатели, од партнери, од одмори, од изобилства, од удобност, од луксус, од се што е материјално. Треба полека да се одврзува и да остане сам и да се соочи со својата сиромаштија, со својата празна личност некаде каде што ја носи или која што ја залажува со некои материјални нешта. Знаете како? Јас имам пари, постигнав, работам таму и таму, добивам таква и таква плата, и ги имам сите изобилства на современиот свет, можам да си ги задоволам сите потреби, се можам да подмирам, не сваќајќи дека сето тоа го направил само да биде поголем роб. Роб на општествениот живот. Бидејќи кога ќе се одврзе од сите тие нешта и кога ќе свати дека може буквално да живее и денеска во еден изолиран живот, да речеме, да не плаќам толкави пакети на интернет и телевизија, да не плаќам толку скапа храна, ќе одам на пазар, ќе купувам. Или ќе си посадам сам во мојот двор, ќе си садам, нема да влегувам во згради, нема да инвестирам во станови. Ќе правам нешто во кое што ќе можам да се одврзам повеќе од градот или од она што ми го нуди општеството, макар било и во градот и во центарот. Нема да станувам зависен од инвеститори, од згради, од тераси. Значи ќе се ослободам колку што можам, за да не бидам роб. За да можам колку што можам животот да го направам понезависен од овој наметнат општествен живот кој што ми го нуди злото. Значи ми го нудат големите директори кои што се мокни, корпорации, институции, политичари. Политичар, кај ќе чуете вие да ги спуштиме цените и да го направиме овој живот попристапен за секој човек? Не, ќе ги чуете политичарите дека постојано викаат поголеми плати. Ние ќе се потрудиме да донесеме поголеми плати. Сето тоа кажува каков е разумот на тие луѓе. Значи, не може секој човек да има 1000 евра плата. Како може некој човек што живее во помалите градови, во кои што нема пристап до тие поголеми компании, како може да си ги дозволи тие големи плати? Не може. Ама заради грото луѓе кои што работат во центарот на градот и кои што може да ги дозволат тие плати затоа што се помлади, поспособни, работат за материјалисти, така се дига стандардот на општествениот живот и затоа најмногу страдаат немокините. Значи, овие кои што се посиромашни, кои што ги немаат способностите, кои што немаат капацитети, кои што живеат во помали градови, имаш драстична разлика помеѓу премногу богати луѓе и премногу сиромашни. И затоа имаме денеска толкаво страдање, затоа што Бог е жив и Бог чека едноставно луѓето да се разбудат кога тогаш, меѓутоа гледа дека страдањето станува преголемо кај пренискиот слој и затоа ќе донесе кај секој, затоа и по принципот на законите на животот и на Бога, неизбежно човекот самиот се носи во својот живот страдање во општеството. Колективно страдање, затоа имаме пожари, земјотреси, поплави, се ова што се случува и во Калифорнија, затоа ќе се задржиме малку подоцна, каде што луѓето едноставно не сваќаат дека сето тоа е производ на
погрешниот начин на живење на колективот кој што кармички ги оптеретува. Ти кога живееш погрешно, ти грешиш. Гревот тебе те оптеретува еден ден тоа да се исплати.